очекувам да ви се обрати председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Нашата љубов, нашата светлина, нашата татковина. Македонија, нашата судбина. Македонијо, се поклонуваме пред Тебе. Ние, Твоите луѓе, Твоите граѓани. Од се срце ги поздравувам сите кои дојдоа од сите места, од сите делови и страни на Скопје и кои додаваат сила на нашата сила, кои додаваат возбуда на нашата возбуда, кои додаваат ентузијазам на нашиот ентузијазам. Да го поздравиме Скопје, да ги поздравиме Газибаба, Аеродром, Чаир, Кисела вода, Бутел, Центар, Карпош, Шуто Ризари, ве поздравуваме. Ѓорче Петров и Сарај, ве поздравуваме. Од името на овие граѓани, ја поздравувам цела Македонија. Го поздравувам секој еден граѓанин на Република Македонија. Од срце, со љубов, почит и искреност. На самиот почеток би сакал да ја изразам мојата најголема благодарност до оние луѓе, до оние кои со љубов се посветија на работата за нашата партија и нашата коалиција, кои служат за заедничката кауза и покрај сите тешкоти, без откажување, без страв и неуморно. Вечерва ги поздравувам сите луѓе кои не гледаат на интернет, на телевизија, од Македонија или од диаспората, дома или на работа, или било каде. Луѓе чии што срца знам дека се со нас, токму тука, на ова место. Скопје, ти го претвори овој настан во вистинска прослава. Со твојот ентузијазам, енергија и возбуденост. Вие веќе го претворивте 15. октомври во победа! Во победа! Ви благодарам на сите! Овој наш собир на храбрите, одлучните и посветените луѓе, кои ги здружуваат силите за да ја кажат громогласно волјата на македонските граѓани на 15. октомври. Овој наш собир, ова голема средба на граѓаните,
на граѓаните на Македонија, кои сакаат мир, спокојство, единство, кои сакаат еднаквост, нови проекти и правда. Овој наш собир е голема средба на Македонија, која сака развој за своите градови и села, која сака решенија за проблемите и посветла иднина за нашите деца. 15. октомври е денот кога ќе се одлучи нашите градови да добијат помодерен изглед, нашите луѓе да бидат посрекни и побезбедни. 15. октомври е името на новата ера, новата љубов, новата возбуда и новата победа. ВМРО е родено од срцата на нашата нација, која имаше визија и посакуваше најдобра иднина за Македонија и никогаш не се штедеше во пожртвуваноста да го оствари тоа. Ние сме предводници на голема кауза и предци на еден голем и велик пат. Има милиони луѓе кои многу придонеле во нашата организација и чекореле на овој пат заедно со сите нас. Има многубројни херои кои чекореле по овој пат со нас и кои оставиле трага служејќи на оваа земја. Македонија напредуваше многу со нивниот безпоштеден труд и макотрапна работа. Кога го продолжуваме нивниот пат, ветивме едно нешто. Ќе работиме дење и ноќе, со сета наша енергија, со сета наша сила за Македонија и со забрзани чекори ќе ја внесуваме нашата земја таму каде што заслужува, меѓу развиените земји во светот. Денес сме горди на тоа што си стоиме на зборот, затоа што ВМРО направи револуција во оваа земја. Но не беше тоа револуција на демолирање и палење, деструкција и уништување. Направивме револуција со градење на нови патишта и на нови автопати. Направивме револуција со реализација на неброено многуте проекти кои го подобрија животот на луѓето. Направивме револуција со отворање нови болници, училишта, фабрики, со борбата за нови инвестиции во Македонија и со новите работни места за сите граѓани на Македонија. Направивме револуција со создавањето на нови 173.000 работни места во Македонија. Тоа е револуцијата на ВМРО и на оваа коалиција. Направивме револуција со борбата за правда и еднакви услови за секој човек. Направивме револуција со штитењето на човековите права и заштитата на законите. Не сме само ние кои го тврдат тоа. Секој, дури и странците кои доаѓаат во нашата земја, ја препознаваат оваа реалност и отворено искажуваат задоволство од промените кои ние ги внесовме во Македонија. Но оние кои имаат очи, но одбиваат да ги видат овие револуционерни промени, кои имаат уши, но одбиваат да го слушнат гласот на народот, немаме што да им кажеме. Ако сакаат да го игнорираат тоа, нека ги прекриваат очите, слободно нека се однесуваат на тој начин. Она што е важно е дека граѓаните на Република Македонија ја гледаат реалноста и видливиот и сериозен напредок на секое поле. И нам тоа ни е единствено важно. За нас е најважен гласот на народот,
гласот на народот на оваа држава, гласот на народот на Македонија. Најголемото значење за нас го има токму мислењето на нашите граѓани. Мои драги пријатели, не го наведувам сето ова за да се пофалиме самите себе си. Токму спротивно. Мислам дека нашите граѓани секогаш заслужуваат подобро. И ние сме тука за да ви кажеме дека заслужувате подобро и дека сме тука да ви служиме уште подобро. Стоиме денес тука пред вас за да понудиме уште подобра работа во ваш интерес, за да ги направиме нашите градови уште помодерни места за живење, да го подигнеме квалитетот на работа на нашите институции, да обезбедиме подобар животен стандард за сите граѓани и да понудиме подобра иднина за сите вас. Затоа сме тука, пред вас, денес. Погледнете се што зборувавме во оваа кампања. Се подсетивме на 173.000 нови отворени работни места и видливо смалената невработеност, на повеќе од 100 инвестиции во фабрики, на растот на пензиите на пензионерите и тоа најниските за 106%, на просечните за повеќе од 80%, на над 1 милиарда евра обезбедени и исплатени пари и субвенции за земјоделците, повисоки плати, воведената минимална плата која потоа неколку пати растеше, повисоките социјални помошти за ранливите групи, за новите автопатишта, експресни, регионални и локални патишта, илјадниците километри водоводни и канализацијски мрежи, за укинатите визи за патување низ Европа, за воведените ефтини авионски летови за патувања, за бесплатните учебници, за новите универзитети и факултети, за кои што се патем речено и финансиски многу подостапни за сите, за успехот со огромната интернет пенетрација, за новите, реновираните и целосно опремени болници, новите и реновирани училишта, градинки, за речиси двојно зголемената просечна плата во Република Македонија, за градбата на гасоводите и илјадниците други проекти. Потоа ви ја најавивме новата ера и сите проекти кои ги предвидуваме и ги планираме во иднина во Македонија. Слушнавте за новите најмалку 150.000 нови работни места кои ќе бидат отворени во Република Македонија, односно пат на невработеноста под 10%, за двојно намалената невработеност кај младите луѓе во Македонија, за 2,5 пати повисок приход по жител просечно, односно од 5 на 12.000 долари, нова ера на најниски даноци, поголеми плати, пензии, субвенции, нова ера во која нема да има неасфалтирана или неосветлена улица, новата ера каде имаме парк во секое мало, нова ера во која учениците од прво до пето ќе имаат бесплатен здрав оброк на училиште, со што ќе обезбедиме здрава исхрана за учениците, но и заштеда за семејствата. Новата ера која ќе донесе можности за граѓаните за стекнување со собствен дом по символична почетна цена од само 1 евро по метар квадратен на земјиштето и ќе ги укиниме и намалиме трошоците за комуналии, за отпис на долгови за вода и ѓубретарина на социјално загрозените семејства. Сакам искрено да ги прашам моите сограѓани во Република Македонија, што ви кажа другите? Што ви соопштија во нивната кампања? Само Груевски,
Груевски, секој ден зборуваат за Груевски, навредуваат, манипулираат, без да кажат некоја конкретна понуда зошто да гласате за нив. Благодарам. Викаат, гласајте против Груевски, без да кажат зошто да гласате за нив. Зошто? Зошто? Затоа што се што може да направат е да фрлаат кал по нас, да изнесуваат лаги за нас и да користат само и само празни зборови. Докаде отидоа во нервозата кога им поминува во агресија? Се виде вчера во Штип. Ги навредија луѓето дека се, цитирам, блесави и наводничави. Замислете, овој човек, без ромка срам, направи сериозен скандал вчера, настапувајќи агресивно и со купишта навреди кон македонскиот народ, кон граѓаните на Македонија, нарекувајќи ги луѓето блесави и наводничави, ако не гласаат за него. Јас такви луѓе не гледам, ниту познавам. И тие и вие, и цела Македонија се домаќини луѓе, паметни и разумни, честити, искрени и работници. Овие луѓе многу добро знаат што се случува. Овие луѓе ќе испорачаат казната на 15 октомври и ќе му порачаат директно што мислат за овие навреди кон сопствената држава и кон сопствениот народ. Значи, што видовте од нив во оваа кампања? Ништо. Видовме дека од вториот ден на кампањата почна со негативна кампања. Пуштаат негативни спотови. Тие тоа го прават поради недостаток на конкретни проекти, во недостаток на јасна визија, сваќајќи ги дека не проаѓаат нивните голи фрази од типот живот, воздух, вода, магла и слично. Свесни дека губат, свесни дека народот ги има прочитано и нема повтор пат да го преидат. Многумина наши подржувачи и пријатели ни велеа и не прашуваа зошто не пуштаме и ние негативна кампања, зошто не пуштаме спотови на телевизија со погубниот договор со Бугарија, зошто нема негативна кампања за нивниот понижувачки однос визави бројни национални прашања. Зошто не се осврнуваме во детали за криминалите кои ги прават секојдневно со една неверојатна леснотија и подценување, мислејќи дека некој ќе им прости или дека нема да ги разбере. Катастрофалните одлуки под притисок за разни судски случаи или за пуштање на слобода на бројни криминалци, криучари на дрога, злосторници. Немаме негативна кампања, затоа што знаеме дека сите вие, граѓаните на Македонија, сето тоа го гледате и нема потреба од посебна кампања за тоа. Тоа е толку јасно и толку негативно само по себе, што нема потреба негативна кампања од секој еден поминат работен ден на оваа власт. Таа самата по себе произведува негативна кампања секој ден, со своето однесување, со своите чекори. Но ова, драги пријатели, не треба да не охрабрува. Грешките што ги прават се на штета на сите граѓани и на целата држава. И мора да им се испрати порака. Мора да им се испрати порака на овие избори, за да не забегаат и додека се уште има време. Не смее да се пропушти оваа шанса.
Не смее да се подсенат овие избори и мора сите заедно, гордо, да излеземе и да покажеме што значи Македонија и о што ков сме направени ние овде во Македонија. И јасно е дека денот по утрото се познава и дека од овие луѓе ништо добро не може да се очекува за државата и за граѓаните. Мои пријатели, тие немаат проекти како нашите. Тие немаат визија, соништа и капацитет за да го реализираат сето тоа. Не само што се неспособни за да ги остварат ветувањата кои ги даваат, туку и со нивната неспособност ги прават работите уште полоши. Тие не знаат како да ја водат економијата и општините. Единствено нешто што го знаат е како да оцрнуваат и како да лажат. Тие нудат празни зборови, ние нудиме работа. Тие уништуваат, ние градиме. Затоа што ние сме ВМРО. Ние создаваме, ние успеваме, ние го исполнуваме она што ви го зборуваме и она што го ветуваме. Коалицијата за подобра Македонија работи, гради, создава, решава проблеми и унапредува. Нашата цел е да обезбедиме услуги за секој граѓанин од нашата земја на нивото на стандардот кој го имаат граѓаните во развиените земји. Нашите деца да добиваат подобро образование, нашата младина да има повеќе работни места, нашите работници да имаат повисоки приходи, нашите пензионери да добиваат подобри социјални и здравствени услуги и да имаат повисоки пензии. Нашата цел е влез во НАТО и во Европската Унија. Држава на срекни и горди граѓани. Европска Унија и НАТО како реална цел, повисоки примања и повисок стандард во сите области. Во тоа светло ги подготвуваме нашите студии и планови. Ги поставивме и нашите цели во оваа насока. Не само што победуваме на овие избори, туку и мислиме однапред. И ни се приоритет не само сегашните, туку и идните генерации кои доправа доаѓаат. Размислуваме 10 години нанапред, 20 години нанапред размислуваме. Имаме и соништа, и визија, и храброст, и љубов, и верба, и одлучност. Тоа е главната разлика и квалитет меѓу нас и останатите. Драги пријатели, ние сме пред еден голем историски момент. Времето веќе се брои во часови, нешто повеќе од еден ден пред 15 октомври. На 15 октомври ќе ги одбереме оние кои се комплетно способни и мотивирани со жар за да ја креираме иднината на Скопје. Ги знаете многу добро. Го знаете добро Коце Трајановски. Тој напиша историја за Скопје. Создаде толку многу нови и големи работи. И тој знае најдобро што значи локална самоуправа. Гледам голема енергија меѓу сите вас вечерва тука, овдека во Скопје. И заедно со сите овие луѓе, со огромен ентузијазам, ќе ви понудиме многу подобри услуги за сите. Нашите кандидати ќе продолжат да работат непрекинато и неуморно за своите општини и за своите региони. Новата ера за Скопје ќе донесе нови булевари, почеток на изградба на Јужен булевар, продолжение на булеварот Асно, комплетно ново сообраќајно решение и турбокружен тек кај Хубо маркет, проширување на булеварот Борис Трајковски од Пинтија до влезот на Драчево, нова траса на булеварот Христијан Тодоровски Карпош, изградба на нови водоводи во Ченто, во Стајковци,
Сингелич, Инчиково, Хиподром и на други места. Ќе изградиме и реконструираме зелени површини на површина од 500.000 метри квадратни. Парк во општина Аеродром со површина од над 100.000 метри квадратни. Парк во општина Карпош по должина на реката Вардар. Зелениво покрај новите булевари и на многу други места. Градба на нова велосипедска инфраструктура, каде предвидуваме изградба на 20 километри велосипедски патики. Нов забавен парк на местото на постојниот Луна парк. Ќе го модернизираме јавниот градски превоз преку набавка на најмалку 20 електрични двојни автобуси. Модернизацијата на приватните превозници на автобуси во јавниот превоз преку субвенции од 10.000 евра од автобус од Евро 5 и Евро 6 стандард или поставување на уреди за газ. Субвенции за такси превозниците во Скопје за набавка на електрични возила, каде би се субвенционирале до 3.000 евра од набавено возило. И многу други нови капитални проекти и инвестиции за градот Скопје и за скопјани. Верувам дека кога сите наши планови за овој град ќе станат реалност, луѓето од другите земји кои не посетуваат ќе започнат да прашуваат: како го направивте ова? Како успеавте во сето ова? Тогаш ќе им го кажеме следното: ова го постигнавме со нашата љубов за Скопје, со нашата љубов за Македонија. Ова го постигнавме заедно. Заедно! Драги пријатели, за голем дел од работите, за кои во минатото предупредував, дека тие ќе ги направат, а ќе имаат негативен одраз за граѓаните и за државата, веќе за жал се случија. Станаа реалност. Еве ги некои станаа дел од нашето секојдневие, а оние што се посериозни, со многу повеќе штетни и непоправливи последици, има голема веројатност да се случат во периодот што следи по изборите. Вие сте свесни и добро знаете за што зборувам и на што мислам. Изборите се шанса. Изборите се шанса за да се испрати порака, за да не биде потоа предоцна, за да не биде прекасно. 15. октомври е вистинскиот момент за испраќање на таа порака од граѓаните на Република Македонија. Сакам да ги повикам нашите сограѓани кои гласаат за други партии. Сакам да испратам порака и до граѓаните од различните етнички и социјални групи: македонци, албанци, турци, роми, срби, бошњаци, власти и останати, христијани и муслимани, атеисти, работници и невработени, пензионери, млади, земјоделци, доктори, професори, учители, жени и мажи, горди граѓани на Македонија. Сакам искрено да ги повикам и да им кажам: приклучете се на новата ера. Приклучете се за да го забрзаме напредокот на Македонија и на нашите градови и села, рака до рака, рамо до рамо. Ние нема да ви изневериме. Ви даваме збор со име и со чест. Ајде да го направиме ова за вас, за вашите семејства, за нашите деца, за подобра иднина и животен стандард, за подобри и поквалитетни услуги, заедно да подпишуваме подобри проекти. Ги сакаме нашите луѓе безусловно. Ја сакаме нашата земја безусловно. Го сакаме нашето знаме безусловно.
сите ние заедно сме Македонија. Пуштете ја светлината на новата ера. Пуштете ја светлината за развој на нашите градови и села. Пуштете ја светлината за стабилност, за мир, единство и доверба. Пуштете ја светлината за еднакви услови и услуги и правда. Пуштете ја светлината за да заврши ова помрачување и да започне новото утро во Македонија. Затоа што сите ќе се разбудиме во посветло утро на 16 октомври. 15 октомври ќе е ден на победа на Македонија. Ви ветуваме. Ќе чекориме заедно. Ќе растеме заедно. Ќе бидеме посилни и ќе победуваме заедно. Победуваме! 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 Да живее Скопје! Да живее ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија! Да живее Република Македонија! Да живее Европска Македонија! Да сте живи и здрави!